Агим Јонус, Сафет Бишеваc, наши гости во Студио 10, малку да се размрдаме, ако можем така да кажем, утрински, не еден вид, туку практично телевизиска дебата за сите случувања во држава. Добре дојдовте, господа. Моје почитување, благодарам што... Добро ве најдов. Бишеваc едно видување пред да почнеме прво со вас, па со Јонус едно видување на село што се случува апропо на Груевски, Ахмети, така натаму Мицкоски, малку како да наликуваме на дури ни К-15, некако веќе поприлично сме несериозни. Или? Апсолутно несериозен пристап кон цела оваа работа. И она што мене па всушност и најмногу ме раздочара е обидот на дел од сега зборувам како некој кој бил во медиумската фела, обидот на медиумите во најголем дел со намера практично да влијаат врз одлуката на опозицијата, да го користат името и презимето и ликот и делото на Никола Груевски како некој спасител во цела оваа работа. Навистина, длабоко сум разочаран од фактот дека новинарите се ставија во служба на една приказна со која Никола Груевски треба да биде амнестиран за она што го направи во 11 години владење. Добро, не можам да ја прифатам оваа теза. Не знам кои новинари се согласиле дека Груевски... Па еве, јас ќе ви кажам низ практичен пример. Со еден колега новинар, се разбира, нема да му го кажам името, но ќе го препознаат. Имав дебата дали сакал да го вклучи, да речеме, Никола Груевски во живо во радиопрограма. Добро. И викам, добро, што ти е целта? Па да ја каже својата вистина. Својата вистина Никола Груевски ја каже во моментов кога избега од оваа држава. И ги остави на седело сите оние на кои им беше шеф. Добро. Никола Груевски може да биде интересен за мене и за македонската јавност и за граѓаните на Македонија во моментов кога ќе се врати во оваа држава, кога ќе се соочи со правдата, кога ќе видиме резултатот и дури потоа да кажува. Вака не мислам дека Никола Груевски треба да има таа улога во јавноста, затоа што со ништо, ама баш со ништо, нити морално, нити етички, нити политички, нити како сакате, ја нема потребната тежина за да биде некој кој ќе дели совети и ќе кажува како треба и што треба да се работи. Тоа што политичките елити на ДУИ и СДСМ се обидоа да го искористат Никола Груевски да направат обид за на крајот на криштата, дури и да помогне во промената или наставот на ВМРО-ДПМН, ако не преку директна промена, преку пратеници, тогаш преку подолба на партијата за престојните избори, е работа на политичка прагма на тие елити и јас нив не им се лутам. И ако тоа кажува за нив, дека практично ништо свето не постои за нив. Се е политичка прагма и интерес. Но медиумите, јавноста и граѓаните мораат да имаат таа кочница и јас затоа сум длабоко разочаран. Добро, Јонус? Па мене престана да ме викаат по телевизија само затоа што милувам да зборам за суштината, а не за формата. Македонија се бави со форма веќе подолг период, затоа што тоа е идеален дефокус од она што реално се случува. Од друга страна милувам да зборам она што народ го збори као своевиден трубадур на Vox Populi, на она што се зборува пред самопослуга, затоа што Македонија е она што е пред самопослуга народот, а не Никола Груевски. Ако зборуваме за Никола Груевски и она што актуелно се случува, значи политичката сцена, вклучувајќи ги и медиумите, што ги спомна Сафет Бишеваc, изгледат како оние италијански филмови, две стари жени на два балкона, едната вика ти си Ороспија, другата вика ти си курва, ти ова, ти ова. Малку само на речникот, на вокабуларот мораме да пазиме. Вокабуларот е тој и тоа е авторско право. Добро, значи, мораме да видиме по малку. Во ред. Затоа што не гледаат. Значи, Македонија се бави во овој момент со самата со себе си. Впрочем, поодамна се бави самата со себе си.
Актуелниот момент во кој медиумите се 90% исполнети со информации дали Никола Груевски станал на лева или на десна нога ово утро во некој хотел во Будимпешта и дали Мицковски му удрил бекхенд или форхенд, создава атмосфера на апсолутна баналност, додека времето тече. Ние до ноември, колку што знам, веќе мораме да го исполниме оно што од нас се очекува, тоа е изгласувањето на уставните измени и така натаму. Ова игра која е наметната наводно, затоа што сите живееме под некаква како да кажам, абсорбција на информации, наметнати информации. Значи, ова игра е само поради тоа да во ВМРО некој попушти, тоа се раздели и да една група која е доволно бројна ќе биде за изгласувањето на измените да се вклучи повторно. Која беше Преспанскиот договор, знаеме на кој начин 8 луѓе ги натераа. Беа уцени, беа киднапирања, беа се што се случуваше, само за да се успее некој да се уцени да се изгласа. Истата финта е и сега, само на малку по не толку брутален начин, затоа што нема баш такви уцени. Сега имаме контрафилм. Сега имаме контрафилм во кој со обид на купување, со изгласување на казнениот законник, новиот казнен законник, на многу луѓе ќе им биде опростен гревот, на многу луѓе ќе им биде дозволено послободно да дишат и сето тоа ќе биде условено со некакво попуштање и истата финта, ако таа беше Г16 за Преспанскиот договор, е Г17. Тоа е едно. Второ, значи дефокусот, апсолутниот дефокус во медиумите нема далеку да не однесе, затоа што пред нос веќе ни започнуваат социјални немири, кои сум сигурен дека само повеќе и повеќе ќе ги има, и мислам дека кулминацијата на социјалните немири ќе биде негде длабоко во есента, доколку се во ова вака продолжи. Не може Македонија вечно да се бави со дефокуси, не може Македонија вечно да живее во некаква приказна на евроинтегративно условени чекори за кои што политичарите себе си ќе се сместат во некаков амбиент на еве ние нешто да работиме. Никој ништо не работи. Политичката сцена е парализирана, она е како еден мравилник во кој што мравките се збунети и шетаат во круг. Државата е апсолутно дисфункционална и лично сметам, тоа е мое видување, дека доколку не би постоел тој евроинтегративен лајтмотив, кога не би го збореле, ние внатре многу бргу би се распаднале. Официјално, затоа што неофицијално веќе сме распаднати како држава. Измените на кривичниот законник се причина за ова и дали и ти си на тој став дека се ова е заради дефокус? Знаете што? Во недостаток на знаење, во недостаток на визија, освен ако ја исклучиме вербалната заложба на оваа владеачка гарнитура за евроинтеграција, но само вербална заложба, сите останати работи можете да ги сместите и да ги анализирате во некаква шема на обезбедување на што подолго траење на она што го работам сега. А сега единствено што работам е крадам. И тоа сериозно крадење. Кој тоа? Владеачката елита, онаа која може, која е во позиција да краде. Она што дојде на ред да краде после 11 годишно крадење на ВМРО. И која сега нема проблем. Знаеш која е разликата? Не, дозволи само. Која сега нема проблем со оние 11 години, бидејќи и треба во нејзина служба, за да го возможи. Нема време да се бави, треба да докраде тоа што има да се краде. Имено. Отаму, се тоа маневри, политички потези кои можат да одвлечат внимание и на јавноста, кои се доволно интригантни за да се разговара за нив, за да се прикрие суштината. Дека оваа држава практично на ниту еден сегмент на она што се викаше држава и што треба да, и што по дефиниција е држава, не функционира.
Значи, ние дојдовме во опозиција, може би ќе ви гледа малку чудно, но една идеолошка творба, идеолошка држава, каква што беше големата Југославија. За да ни изгледа како совршен модел на функционирање на држава. Не зборам во идеолошкиот дел. Зборам во делот на функционирање на институциите на системот. Вие во држава во која народот верува со 1% во правосудниот систем, држава во која во болниците се продаваат или препродаваат или не се даваат лекови, или намерно се оставаат, не велам да убијат, не можам, тоа е многу тежок збор, но намерно се оставаат да завршат како што побрзо, за да можат тие леко да го препродават на друго место. Во држава во која образованието е, како да ви кажам, најважната и клучната работа е сведена на најмалку важна и најнебитна работа. Дали смеам на народот да му го преведам на негов јазик ова што вие го кажавте? А тоа е Македонија е мртво магаре што го влечат по ливада со евроинтегративната приказна. Тоа е интересна дефиниција. Народниот превод е тој. Но суштината за жал е токму тоа што го кажувате. Значи, ако со нешто е полна устата на представници на владеачката гарнитура, тоа се европските интеграции како единствена можност и алтернатива за оваа држава. И сега, окей, еве да го земеме тоа као факт. Дека е мртво магаре. Не, туку дека Европската унија е единствената алтернатива на оваа држава. Кажете ми еден европски чекор на оваа Бише, дали веруваш дека ние ќе влеземе во Европа воопшто, да не речеме до 2020, до 2030, искрено, ама прашате го магарето, честно пред македонската јавност дека воопшто апсолутно нема шанси Македонија да влезе во Европска унија пред до 2030 година. Да. За 50 не знам. Да. Не знам. Но за овие 7-8 години апсолутно знам дека тоа ќе биде технички неизводливо. Добро, а што ќе јадеме, што ќе пиеме умеѓу време? Она што сме јаделе и пиеле до сега. Се разбира, еден дел ќе јаде многу месо, остатокот Па месото е поевтино сега. Селка и ова и во принцип ќе јадеме сарма. Мислам, се шегуваме, оти веќе на крајот на кришата хуморот и сатирата ни останаа единственото оружје. Иако дури до тоа дереđe дојдовме дека и тоа веќе не ја одразува суштината во состојбата во која се наоѓаме ние. Се извинувам што ја преземам улогата на новинар кој прашува, меѓутоа ете како диалог, како дебата. Едно новинарско прашање. Дали ние сме распадната држава? Не. Не. Вака. Подкрепи ми го тоа со аргументи. Со задоволство. Тоа што институциите Да. не функционираат на начин на кој што треба да функционираат. Никако не функционира. Тие си функционираат во служба на елитите кои раководат со нив. Абе добре, гитара кога ќе удриш по жици, раштимана, она функционира, ама како функционира? Па, значи, сепак функционира. Тоа ми е суштината е дека сепак функционира, но не функционираат на начин на кој треба да функционираат и не функционираат на начин на кој ќе овозможи нивно развивање, надградба и уживање на плодовите на граѓаните во услугите кои треба да им бидат на граѓаните кои треба да им бидат сервисирани од тие. Како да го преведеме тоа на народски јазик? Многу убаво. Оваа власт треба подитно да си замине. И да дојде? И да дојде следна власт. Која? Следна. Која За следна? која ќе гласат граѓаните. ВМРО? Ако е победник, да. Зашто ВМРО? Дали ВМРО не смее. владам- Чекај, ВМРО не смее да дојде на власт. Дали- ВМРО ДПМН не смее да дојде на власт. Чекај, абе добре, јасно ми е на која страна. Ама ако ти е јасно, Меѓутоа, тогаш што ја работава, во што е чекај, финтава? Едно прашање, дали е вистина или дали држи суштината, ако го кажем следново. Македонија, како никогаш до сега, без друго на минатите избори, на минатите циклуси и така натаму, секогаш се казнувал некој, а не се гласало за подобрата опција, затоа што народот нема доволно изградена политичко-аналитичка свест за да бира подобар. Туку, дали владам, ако речем дека на овие избори, како никогаш до сега, кога и да се, дали предвремени, дали редовни,
народот ќе гласа за мање зло. Не. Не мислам така. Зашто Затоа не што мислиш така? за да мислите така, треба да не го познавате процесот на демократија кој подразбира. Ја имам политичка школа у Страсбург завршена. Одлично. Значи многу добро знам што е демократија. Сум учествувал во власта. То треба, добро, тоа не Али значи не дека ми одговори на прашањето тоа дали не значи гласаме дека сте демократ. за мање зло. Не, дозволете. Него? Дозволете, што е суштината на демократијата? Абе сега не. Промената. Добро. Која е промена? Промената, законот и процедурата. Тоа е суштина на демократија. Промените на власта. Пред само Менливоста на власта. Пред само послуга не те разбира ништо. Сега, Значи, вака. па веројатно имаат малку Да. поголем коефициент на Значи. интелигенција, па за да може да разберат. Ама он ти е Од тоа гласачко- што вие им импутирате, не е така. Ама тоа ти е гласачко Не тело. е така, не го навредувајте народот. Совршено добро разбира што е добро, а што не е добро. Дај бе, немој некој те слуша. Пази, народот ја бира Не, власта. јас и не велам да вие да ме слушате. Власта, вака сега, власта Не, дозволи. ја сега. бира народот. Со оглед на тоа каква власт имаме, која инсталира политичка, социјална и било каква стварност, значи имаме чурук затворен круг. Ти викаш дека народот има свест, има размислување, има политичко-аналитичка можност, способност и перформанси да ова, зашто да гласа ваква Не го реков власт? тоа, не ми импутирај. А реков Не, бе. дека добро знае што е добро за него. Тоа е многу поразлично. А зашто не го добива? Дефинитивно не е ни глуп. Точно знае. Добре, Точно знае. ај, Во кој правец одат работиве. Тоа е суштина. Прашање Уптова ли е? Да, прашање за 20. Еве, Бишевец вели, оваа влада мора да замени, неопходни се брзи избори. Кој е изборот, односно изборот? Што нуди опозицијата? Таа не кажува дека како ќе се реши проблемот со уставните измени. Па не е така, кажа опозицијата, кажа кои Што се кажа? условите за исполнување на дека курсот кога на ќе барање. дојдеме ние на власт, ќе ги внесеме бугарите во уставот. Не го рекла така. Како го Рекла кажа? дека постојат 3 услови за внесување Добро. на бугарите во услов, не повеќе услови. Добро. Така да тоа е различно од тоа што Добро. го тврдите вие. Што која е друга опција? Затоа што за неколку работи за кои што е прашана опозицијата ВМРО ДПМН, кој што во моментот на сите анкети води, што е нормално, кога ќе побараат новинарите било какво решение, бидејќи еве, се согласуваме, да се согласиме се ова вие што велите. Решенијата не ги гледаме. Кога ќе дојдеме на власт, ќе ви ги кажеме. Чекај, брзаш и ти. Тек тогаш ќе размислиме што ќе правиме, па ти. Сега, за жал, повторно е со искривена слика настапувате. Ако се вратите не далеку наназад, ќе видите дека од ковид кризата, практично цело време на ковид кризата, опозицијата и нудеше и предлагаше решенија и нудеше знаење и помош за полесно справување со здравствената и економската криза тогаш и енергетската криза со која се прошла. Факт е дека власта ги отфрли за да дел од тие предлози на некој начин ги врати назад како своји предлози. Тоа окей, легитимно е. Не е битно, не е добро за државата и за граѓаните, но политички, ете да речеме, они така одбрале да го направат. Второ, опозицијата предлагаше помош и учество на нејзини представници во подготовката на она што беше договор за договор со Европската унија околу преговорачката рамка. да И читаме- тоа е одбиено. Дали да читаме во заграда ВМРО? Опозицијата. Зашто ја следувате? ВМРО е предводник. Добро, и Јамди Ја, Бајрам ама беше што е проблем? опозиција. Мола? И Јамди Бајрам беше опозиција, Бог да го прости, ама не нудеше решение. Значи ВМРО, збориме за ВМРО. Видете сега, невкусно е. Невкусно е. Невкусно е. Ма тоа е вистината што ти. Невкусно е споредувањето со починат човек на целата опозиција. Тоа е, како да ви кажам, Не, ме разбра уопшто. не, јас те разбрав и затоа велам дека е невкусно. Невкусно е. Тоа е вистината. Видете, работа на опозицијата е да ја критикува власт. Нормално. И Завршена работа на опозицијата е да ја победи власта да дојде на избори. Но опозицијата мора да понуди не да на... дојде на избори. Изборите временски се диктирани. Ама добро, опозицијата работи е да ја критикува власта и целта на опозицијата е да дојде на власт, така? Апсолутно, по Тоа е дефиниција. борбата, да, по Па тоа е дефиниција. борбата на Да. повеќе партиски систем. Тоа е целата работа.
Не можете решение вие, кога оваа владеачка гарнитура е на власт, да барате од опозицијата со прашањето, а што би правиле вие? Да, ние ќе ви кажеме, Кога ќе дојдеме на власт? не кога, Аги, не брзај. Ама не, веќе ама нема нема као решение. фрлен пред... Чекај малку. Нема решение. Дозволи. Абе, ти велиш дека нема решение. Ја тврдам, не велам. Тоа е друга работа. Океј, Тврди имаш право. цела јавност, тврди цела Ама ти имаш право Македонија. така да мислиш. Читај социјални мрежи. Леле. Читај, прати па што ја знам збори дека, народ. дека многу луѓе живеат, за жал, живеат само на социјални мрежи. Таму се живи и таму се видливи. Па само тој живот малку. си му го инсталирал. Дозволи, друго ми е Муаметов. Да. На избори. Затоа мислам дека предвремени избори се единственото демократско решение и единствениот демократски излез од оваа владење. Ама јас се согласувам еве со Е, па ако се согласуват, ајде да распишеме избори. Партиите ќе кажи ми понудат што- решенија, предлози, Кажи ми проекти. што добиваме ние со предвремени избори? Како добиваш? Што ќе добиеме со предвремени избори? Одговорот од граѓанинот, И? од гласачот. Добро, и Со која политика сака да се продолжи надвор? Тоа е целата со работа. која политика? Па, така ќе каже на избори. Па, може ќе одбере десна политика, крајно десна политика. Која може десна? ќе рече Па, сакаме со Русија. Кој ќе каже, која руска партија ќе ти биде на избори, на гласачкото липсо? Добро. Која е руска партија? Добро, да не се изненадиме Ама само не на е избори. сега работа, знаете? Не, да не се изненадиме само на избори. Океј, ама затоа велам. Затоа велам, тоа е единствениот демократски излез од ваква криза. Граѓанинот, гласачот, државјанинот на оваа држава треба да каже каква власт и кого сака на власт. И завршена работа. Судија, јел могу да кажам нешто? Може. ВМРО, Внатрешна македонска револуционарна организација во 21. век со таков епитет не се извлечен како поим синоним од едно време кој има свој континуитет и кој во континуитетот добива наставка ДПМНЕ, Демократска партија за македонско национално единство. Најмалку работи на македонското национално единство и во Ано Домини 2023 го доживува најголемиот резил во кој што, пази, не го бранам резил СДСМ, доживува? ќе влезам сега и у СДСМ и у ДУ и у сите. Не мораш. И значи, Продолжи ако тоа е иднината, актуелната стварност, ако е тоа иднината на Македонија во период во кој што се уште гледаме стиропори, фигуративно речено, и никакви решенија за иднината на Македонија, освен што се вадиме на некој примитивистички популизам дека не даваме под диктат на бугарите се подпише било што е нонсенс, и шпанци стаите уставот, еве јас викам и тврдам, јас сум за граѓанска опција. Значи, катастрофа, ако е тоа, подобрата опција на новите избори. СДСМ да ја елаборирам својата теза дека ќе се бира помеѓу помало зло. СДСМ во својот распад, во кој што веќе СДСМ не е СДСМ, туку е некоја трета партија, ја држи ситуацијата актуелна онаква каква што е исклучиво со едно магично штапче, а тоа е пополнетоста на информациите со интегративните процеси. Дуи си се шлепа и си прави пари, сви сретни и сви задоволни. Македонија нема иднина во констелација на политички партии, каква што е политичката стварност во Македонија во актуелниот момент. Што правиме сега? Ајмо на избори. Зошто на избори? За да Па да ги ние... оставиме да владеат вечно, што? А по твоја логика? Кој тоа вие да ги оставите А ти, овие да владеат? ти Значи ќе ги се оставиш? олицетворуваш во некоја партија ти, ама очигледно. ја единствено што Пази, можеме да лексички. ми пукне филмот што вика Чекај. народот, па отидам да си формирам политичка партија, тоа не е спорно. И да формираш. Па и ќе формирам. И да формираш. Друг ми е Муаметов. Од И да, сите тешки не, зборови кои ги кажа на почетокот. Ама значи ја дозволи, не ама сега, елаборирав окей, својата теза. Те разбрам. Те разбрам. Слушај, те разбрам. Македонија е... Не, нихилизмот се кој ви- се обидуваш да го протнеш, не значи ништо друго, туку отварање врата за некоја четврта или пета опција. Поштено е да кажеш кој е тој четврти, пети, шести, седми, може би овие русиве што вика Мишко, Не може кинезиве од може кинезиве, да, па ја за Пријатели тоа мој, знам. ми држиш лекција за демократија. Ја да, за во... по некои работи можам да ти држам лекција. Па ја те Дозволи. доктор Еве, сум за дозволи. тебе у некои работи. Послушај малку. Послушај Дозволи, малку. дозволи. Чекај. Значи,
да не биде лично за мене тоа. Ја и лично, ако сакаш, ама ја и ти се доволно долго се познаваме, така да тоа Зборувам за модели таму на да не- настап да. на аналитички погледи. Пази, јас знам да вербализираш не само прост, знам и културно. Значи, вака се. Ти се олицетворуваш во една опција по сите фрази и употребата на зборовите кои ги кажуваш и тоа е во ред, тоа е право, уставно право е тоа. Меѓутоа, стварноста оваква каква што е толку трула што народот ќе повторно. Ја доаѓам од пред само послуга. Вика, ме предупреди Мишко да не употребувам немој со тешки тие. збори. Немој со кој тие популизам Немој продаваш со ако тие не се куршуми, фаќа? молим те со послуга. Ало, чекај, Доволно бе, тешко пријатели живее мој. народот без да мора Агим Јонус да му кажува пред Абе не, ја послуга. само тебе те прашам што Мене, нудиш. види, прво, Што нудиш? нема логика. Друга Jer стvar. ako ne nudiš ništo, me ostavаш povtorno na Ова што ти ulica го pred кажа, samoposluga токму со тоа. пивото у рука и да викам пут да ти јебам државата. Види. Ало, бе. Малку застани. Немој, Јонус, Не, те застани. молам, немој се тоа, ало, бе, ако си наметил така да Тоа, разговараш горе, се по извинувам, тоа не не бе ти. увредува, ама Така овие е е збор. културна работа. Ај, Јонус, немој, молим. Ја, па не, молим, те молам. Јонус, Сафет, извини. Ајде, Извини. извини. Не, мора кратко да е. види. Тоа е тоа. бе. Само Не е ќе тоа, те тоа е- замолам за пцовкиве, значи сепак е медиум, сепак е телевизија, Сепак е значи морам јас да се со респект, извинам. да, со респект. Морам јас како телевизија да се извинам затоа што не Еве, сме јас пред се гранапче, извинувам. да. И се, Не и се сме пред придружувам на гранапче, телевизијата во затоа што и извинувањето. очигледно е ова што се случува во државата да се манифестира вакано пред гранапче. Овде барем некако да задржиме Јас се надам дека тоа да го задржиме Се извинувам, нивото. не е нихилизам ако бараш значи, нова и од име опција. на телевизија и од Новата моје име се опција- извинувам. Новата опција би требало да биде олицетворение на она што му е потребно реално на граѓанинот. Реалната потреба на граѓанинот, која паралелно со евроинтегративните современите процеси кои треба да бидат инсталирани во држава, барат граѓанска опција. Сите работеа, уште од самиот почеток кој ќе видеа дека има некаква иницијатива за таква опција, граѓанска, реална, полиетничка, поликултурна, поливаква, политаква, ја сечеа во корен. Многите ги сечеа. Зошто? Затоа што представува реална опасност по политичкиот естаблишмент кој што на државата гледа како на предпријатие во кое што може да си прави пари и ништо повеќе. Значи, оној аспект кој што вие како популисти го продавате е гола вода. Зошто сметам дека е гола вода? Затоа што е популизам? Што е конститутивен патриотизам? Она што како аспиринче во моментот му е потребно на Македонија. Не се изгради високо ниво на свест за државност, не се изгради нација, не се изгради еден јавен, голем, цврст критериум, што е тоа јавен интерес, што е тоа државен интерес, што е тоа национален интерес. Аспектите на интерес на политичката сцена во актуелниот момент, ано домини, ќе повторам, Добро, ќе се разберат пред гранапче. е што пред гранапче, што вика народ, сите се сменија и ја останав со пивото во рука. Значи целата работа. Дај ми одговор на Океј, тоа. за пивото, океј. Да. Не е проблем, може да задржиш. Све гол популизам. Дозволи. Да. А Ако грешам, нека изгорам. нема потреба ни да гориш, но суштината е една. Која? Ова што го кажуваш, Е единствената ако навистина веруваш, Да. ќе си преземеш одговорност како граѓанин, Да. ќе одиш и ќе си формираш политичка партија, Да. со таа програма. Не ми даваат таквите како тебе. Не, треба да собереш 1000 гласови, 1000 ама не граѓани на оваа држава. Ама не ми даваат таквите како тебе. Ама не, зашто не ти даваат? Па затоа Јас што- ќе ти дадам подпис за основање 1000. Еве, тргни во формирање политичка партија, јас ќе се потпишам за основач на таа партија. Добро е, Ама не да собереш. веќе сум уќар, имам еден потпис. Имаш еден подпис. Добро. Ама други е проблемот. Кој е Од проблемот? млатење празна слама, што би се рекло, и кажување како треба да биде, не ја најдов. Јас затоа велам. Пријателju, суштина, токму те тоа молам се те, јас- случува и ама- ево. Ама дозволи се, јас те слушам 10 минути и немам проблем. Токму да те тоа слушам. се случува. Океј, не се согласувам со тебе, но имаш право да збориш така. Добро. Тоа е твоја работа, не е Добро. проблем. Суштината е нешто друго. Демократијата како процес подразбира постојани промени на власта
изградба на институции кои ќе значат стриктна контрола на трите власти меѓусебно. Почитување на законот и почитување на процедурата. Едноставна работа е тоа. Дали во овие 30 години тоа е работено, помалку или повеќе, морам да се согласам со тебе дека не е работено колку што требаше да биде работено. Но суштината е следна. Пошарената револуција во оваа држава наместо исчекорот за кој сите се боревме. Нема правда, нема мир. Се претвори во она што се претвори. Со 1% доверба во правдата. Зошто? Затоа што и оние за чии, да речеме, се бориме вредности, европски. Иако ја имам навистина резерва околу тие вредности, бидејќи тие не се единствените виновници, но се соучесници во се она што ни се случува. Апсолутно. Соучесници во се она што ни се случува, бидејќи, последен пример, грантот од 10 милиони и нешто евра за невладини организации за подобрување на состојбата во правосудството. Мислам, во ситуација кога е толку очигледно дека оваа власт ја злоупотребува Европа усвојувајќи закон за 3 сати, со кого никој не се... Кој закон? Измените во КАЗЕ. Ма сега да не се правиме сега за Имаме, како мислам. се вели извини Јунус. Што? Па Што што да не не се излегува другиве? Како? Што направија кворум другиве? Не е точно, како не е ама точно, сега не е и ти точно. влегуваш во таа Во која во замка матрицата. Во која матрица? Во матрицата дека. А со што? Дека, дозволи. Во Ма не давам матрицата јас дека стикови, кој дели стикови, кој го пишува ваквот. Па стварно сериозно мислите дека сме од друга планета? Не мислам Ја тоа воопшто. го сериозно прашував се од Не причува. преди. мислам, ама дозволи Ама сега. сега не дозволи, ако се сакаш да ти Ама ја не, олеснам не, работата и зборуваш ВМРО и неточен СДС факт, работат Мишко, заедно. не е точен фактот. Ма и ВМРО и СДС Ама работат дозволи заедно. до крај Ма не кажав Ама јас не е некако- точен фактот дека во салата на собранието немало мнозинство. Без ВМРО ДПМН. Тоа не е точно. Затоа ти кажувам. Бидејќи таму беа противисти на алијансата, не гледам нешто дека не многу гласаа ни за ни против, но беа внатре. Имаа 61. Тоа е работата. Второ, Демек за ова за ВМРО не е ова е за власта, измените на ама не кривичен закон. велам ни едно ни друго. Ти толкуваш. Работата на опозицијата да беше да се спротивстави. Како се спротивстава во парламентот? Блокира. Не, гласајќи против, не можеш да блокираш. Ајде. Европско знаме не можеш да Ајде. блокираш. Па не можеш да блокираш, затоа е финтата. Добро. Затоа се реакциите, ама се не е така. Сега, видете, ја не велам дека опозицијата е совршена. И натаму стојам на ставот дека 11 години на владење на Никола Груевски и режимот се зло. Барем Македонија. призна. Барем призна да му. Агим да си ти мени жив Не, и здрав. не, Јас бише ја разбарам за 15 тоа. години зборувам за тоа. Барем Али призна. али добро, ти очигледно не седиш. Више од Нисам Садамна одавде. призна. Второ, Мицкоски сега призна. Да. Се од- Второ, ако не признаеме дека Зоран Заев не направи ниту еден исчекор во подобрување и излегување од таа заробена држава, бидејќи не може да ми кажете дека Ковачевски е избран лидер со волја на гласачите. Па добро, не е како во Валандова. Пак е запажена формата. Формата е запазена. Да. Аха, добро. Па како беше во Валандова? Добро, бе, окей. Согласен. Окей, но сега збориме за него. За кога, за Заев или За за Ковачевски? Ковачевски и Заев. Добро. Дека за Груевски не сакаше да зборувам. Ма Груевски не заслужува да зборуваме за него. Тоа Па не може. зашто да зборувам за Заев? Изгуби се повлече, довидување пријатно. Не, полека. Заев е овде, во државата. Ама си чути за разлика од овој горе. Тоа зошто ќути он си знае. И ја мислам дека е многу подобро да ќути. Оти какви зелени тресеше, добро и поминатме со бугарите. Не можете да водите напред. Ако целата ваша работа се сведува како да овозможам оваа елита да трае еден ден повеќе, за да може да заработи еден ден повеќе. Смеам близ прашање?
Не. Само нека докаже. Нека докаже. Дозволи. Не сме. Нека го прекина. Она што покажа во овие 6,5-7 години владеачката гарнитура, елементарно непознавање на работиве. И поради тоа, еден вазалски однос кон она што го нарекуваме меѓународна заедница. Класичен вазалски однос, кој на државата на подолг рок не може да ја донесе ништо добро. Тоа незнаење и тој однос може да резултира само со влошување на ситуацијата. Бидејќи, оној кој си обезбедил такви вазали, кои ќе ги реализираат нивните интереси, бидејќи да не се лаже. И САД, и сите големи држави од Европската Унија функционираат пред се и над се само во склад со собствените интереси. Ако нашите интереси може да бидат дел од нивните интереси, со работка. А ако не, што ќе биде? Близ прашање? Прашај го, Мишко, не е проблем. Само да не е пцовка. Не ми тоа работа. Јас да сум од чајот прост чекам. Нема. А кај слуши вака. Да се вратиме на суштината. Све ово е фразеологија. Мој став. Тоа е демократија, нели ти ме учиш на демократија. Значи, освен фразеологија, ја ништо не разбрав и не чув овдека. Интересно, аз се завршил политички науки во Страсбург. Интересно да ништо, како да си по клjuč само пратен? Понављав. А, тоа ли? По клjuč си пратен, ти има такви доста. Башка спиев пиен у задни ред тамо. Да. Значи вака. Не, брат, ајде, не, брат, пријателju мој, ајде послушај извини, молим малку те. прашање, Да дај ми завршам. одговор. Ако збориме за фразеологија, Да? Значи, пријателju, те молам, бегаш од вистината. не бегам. Оу. Тоа што го кажав, Добро, дозволи да те прашам што имам. не, мене, зашто ти да ме прашуваш мене? Добро, Прашај го, Мишко. дали смеам почитувам нешто да го Прашај го, Мишко. Прашај ме, мене Не, праќа прашај го, Мишко, он ќе ме праша мене. Просто, кажи му на народ, не гледам на те. Кажи му на народов, просто, еве, гледаме у камера. Народе, сега ќе се обрати Сафет Бишевец. добро, Кажи ми Сафет вака, каже. народот ти е очаен, разочаран, тотално паднат даун, апатичен, недоверлив. Разочараноста во делот на дисперзија по основ на институции, секојдневие, функционалност и тамо, доживува ренесанса. Добро, но сега види. Да, дозволи. Можеме да го обвинуваме ние ВМРО, да не зашто народот е во апатија. Прашањето, суштината на прашањето е сосема поинаква. Што народот поправа, во што народот има опција да се надева и дали воопшто може да се надева со еден најобичен популизам. И ништо повеќе. На времето имавме две поделености. За кого мислите? Па Дека се популисти. Па војна ми, ајде, не е битно. Па не, Народот не гледа, народ не гледа. Не, добро, Значи, кажи се, што име и презиме, што тоа толку. Сите, од прв до последен. сите? А, Значи, добро, тоа е. да оставеше да кажам до крај, ќе разбереше. Значи, на времето беше поделеноста драстична амбиентално. Еден примитивистички популизам ВМРО и еден салонски елитизам СДСМ. Албанците секојаш беа тука вегета, обавезно секоја манжа. Не и се, да ги ставиме на страна. За нив треба 5 емисии, за кои не се плашам да зборам. Значи вака, за да со текот на времето се создаде една сива маса, заедничка сива, едно поле, полно со песок, на кое што и едните и другите, освен популизам, ништо друго не продаваат. Умре примитивистичкиот популизам, малку се исофистицира, умре салонскиот елитизам, затоа што престанаа тамо многу урбани ликови да има, стана рурално село и тоа, СДСМ. И освен популизам, ни ВМРО, ни СДСМ, ни ДУИ, ни било кој друг, дај ми елемент кој што не е таков. Чак и левица освен популизам, што друго продава? Никој ништо не продава. Што има народот? Популизам. Што ти е прашањето? Кој ќе го нахрани народот?
Кој ќе ма подобри стварноста? Ветувањата, желбата за предвремени избори. Каква контрадикција е тоа? Ма која контрадикција, тоа е стварноста? Во прашањето. Кога ќе искочиш надвор на улица, народ оди и се. гледа у земја, Кажуваш. зборува сам со себе народот. Ти имплицираш Народот дека во овие огледало се гледа и вика политички- зашто ја седам уште овде. Уште магарињата што не почна да бегаат од Македонија. Што има од тој Не, твој ама сега ги популизам? учиме да летаат со оваа власт. Така? Да. Што има од Со тој европски твој пари. популизам Со народ? европски пари. Со европски пари. Ја на Ако ти изборите мислиш- нема да гласам. Не е задачата. Не гледам опција. Не е задачата на Да. политичките партии, па нешто што Сорбона си сгрешил. Не е задачата на политичките партии Да. го нахранат народот, Него? него да создадат услови во кои тој народ ќе може да работи, да заработува и да живее нормално. Да земе дека е така, му создаваш. Ама нема што да земеш, тоа е така. Ама му создаваш. Што да му се услови? Да. Јас сега ќе ти кажам за овој период, Да. овие 6,5 години не мислам дека се создаваат услови, мислам дека се разградуваат условите за создавање. А кои веќе беа изградени до пред 6 години, нели? Тие што беа веќе поминаа како заслужија на избори. Тоа е единствената казна во демократијата која можеш да ја направиш. Зборувам на политички план. Да. А другите институции на државата, задолжени за следење, гонење, обвинување и судење и докажување на вина на одредени луѓе од таа гарнитура, требаше да се ја направат работава. Не ја направија, беа искористени за рекетирање Да. на оние кои тогаш крадеа, за да дојде до некаква фер распределба на тоа што е украдено. Едната Јас работа. сум најверојатно глуп, ја ништо не те разбрав. А камо ли народ? Па ја велам дека ти имаш проблем со Сорбона. Имам. Па гледа. Јас сум тотално глуп, ништо не Не, те Сорбона, разбрав, со а Сорбона. камо ли обичниот граѓанин таму Многу пред добро Сопот. ти разбираш. Ја? Многу добро Не бе, разбираш. глуп сум ја. Ali ако не разбираш дека политичките партии не им е задача да го нахранат, оти тоа е популизмот. Абе, народ те слуша како смешта, не е награда, ако зборуваме за да го нахраниш народот. Не мислиме буквално. Ни мене мајка ми на толку години па не ме нахранува, Уште него ми сега дава те ми мајка прави ти ручек треба па да се сам храни јадам. на овие години? Дај направи ми ручек ја сам да го јадам. Ал срамо те бе тоа така бе. Ама што е проблемот? Што ти е проблемот? Ја велам Види. дека и ако Види. метафорично сакаш да зборуваш, Ајде да видиме. тогаш разбери ја и мојата метафора, ако можеш, дека не е задачата на политичките партии, на ниту една политичка партија, да нахрани било кого. Значи, таман последен пат да сум уопште на телевизија, морам да кажам што мислам. Јас не гледам ни една партија на која што можам да и верувам дека ме носи во подобро удо. тоа е твој став и право, не можам, тоа што е не работа. можам да видам, не гледам, се обидувам да најдам, па и со свеќа барам, ни едно решение. Дури не на семокниот Ахмети. А, Како а, кажа од каков семоќен, тоа е таков Кажа, гаф ние е. сме 2010 Да, бе, семоќен тоа е, пази, тоа е Монти Пајтон, тоа е, пази, ни на Монти Пајтон не би му текнало такво нешто да добро, каже. тоа е сигурно. Вика, го знаеш ли сегмент од филмот Life of Brian? Трча, си го гледал Life of Brian? Добро. Трчаат по него и вика, you're the Messiah! И он вика, no, I'm not the Messiah. No, you are Messiah. И на крај му пука филм, okay, I am the Messiah, now fuck off. И, али тоа е филмот, бе. Тоа е филмот. Пази, ние сме една трагедија. Па стварно ми е пукнат филм, бе, човече драги. На Фейсбук пуштам статус, пишувам, сакам да правам граѓанска партија, ајде, кој е? Последната работа која ме интересира е како се викаш. Вака лајкови, вака народ. Ние да никаква акција да преземе. Знаеш зашто? Затоа што заробеноста од таква една политика до сега каква што е од екзистенционален карактер. Оваа држава, бази, имам демократско право би и по устав и по законите имам демократско право да кажам што мислам. На оваа држава подхитно е потребна принудна управа. Енде, крај. Сами сме неспособни, сами сме мајмуни и сами сме апсолутно неспособни. Види, Агим, секој светот го гледа со очите, тргнувајќи од себе. Добро. Ако тоа е целата работа. Значи, криминалецот во секого во комуникација гледа ист криминалец. Криминалец како него. Не припаѓам во категоријата луѓе која мисли дека не можеме, не знаеме, не сакаме
да ја оправиме државата. Оп, Апсолутно. автогол. Ај прави Дозволи, партија, ама кој сега мене што дозволи, ми те викаш, молам, сега прави немој партија, ама века немој што со ти тие мене ми фикти. викаш. Ама каква партија со тебе партија? Дозволи. А он ќе ме гласал. Сега ја решив да правам партија, ти ќе ми дозволи. Ќе ти потпи, имаш еден потпис. Не треба, нема потреба. Дозволи. Со две руки. Да. Те молам. Значи не припаѓам Да. во категоријата на луѓе Добро. кои велат дека оваа држава нема знаење, нема способни луѓе кои не можат на вистински начин да ги работат државите, луѓе кои не можат да ја придвижат државата и општеството напред. Јас знам и убеден сум дека има такви луѓе. И сега ако ти знам, одма ти е идејата дека Мицковски е што ја знам, окей. Што ја не се рекол. Па знам што гледам што мислиш. А остати се и Хари Худини дозволи. Да, мислам дека Мицковски е еден од тие луѓе кои може, но Мицковски не може сам. За таа работа, за која јас се залагам 6-7 години. Ете, дошли смо до... Дозволи бре, ама, сега не биди, те молам. Ти каму кампања е ти Биди, ама каква кампања? Има избори. Има избори. Не би ти си ја почнал кампањата, па сега... Ама ја 10 години ја водам кампањата, ама ти преспал, па си преспал. Ја ти камо остане Ама глупци. те добро, ти ми викаш, ама гледам дека си ја преспал. Океј, Добре. имаш ти попаметна работа да Ти знам. ја глуп сум, а? Не си глуп, ти пред гранарче. Слушай ме сега. Да. Има во оваа држава луѓе кои можат да излечат напред. Добро. Треба да ја добијат шансата. Шансата за такви луѓе се следниве избори. И не мислам само дека ВМРО е таа кој ќе биде. Може да се појават и политички партии кои ќе имаат нови политички партии, нови политички субјекти, кои ќе имаат пратеници, кои ќе ја расшират сликата на оние кои се застапени во парламентот. Зашто? Да речем. 20, 3, 5, небитно, но ќе има промени. Што подразбира демократијата? Овие, ако ништо друго, треба да имаат политичка волја и желба да го почнат овој процес на повторна изградба на оваа држава од темел. Значи, дојде на моја, значи. Па не да тоа, ако тоа не се гледа, во суштина. ако Во не се суштина гледа, сите исто збориме, само сега ние го плаќаме, ја плаќаме сметката за она 30 години што... така е времичко, тоа е целата го работа. задосневе. Но, ако има политичка волја и желба, ќе почнат. А нема. Ја мислам дека има. Имаш нема. право да мислиш знаеш дека зашто нема. нема? Затоа што тезата Но, со која демократијата е процес. Не е Америка изградена за 2 години. Првите 100 се тешки. Правите 100 се тешки. Првите 100 се... Ние, ја не знам, живееме во некои чудни нешта, дека се денеси, не може. Некои работи едноставно треба време да се направат. Немам време, бе, имам 61 Ама година, кога ќе се... Небитно. Големите држави прават стратегии и планови за следниве 50 години. Ти до попладне немаш стратегија од држава да направиш, за 50 години ќе ја правиш. Ама ја велам големите Треба држави. да се направи стратегија. Али треба да имаш национална стратегија. Ако малку имаш у главата, а ако немаш, ќе си функционираш од ден за ден. Еве И ќе ти- чекаш партијата да те Еве накара. ти втор парадокс. Не е Националната парадокс, дозволи стратегија. сега. Да, бе. Ама дозволи. Значи, Сака, она што суштината. Демократијата е процес на постојана промена на власта. Затоа големите демократи имаат ограничување на мандатите, например, на американскиот претседател на 2. Контра тежата ви е Русија, каде што оној кој формално правно се бира на избори, всушност е цар. Добро, го менуваш и тој уставот. Ама формално правно велам го избираат. Медведев, па- Така велам бе, формално правно го избираат. Но во суштина тој владее сосем поинаку. Никој не вели дека Русија е демократ. Сакам во вториот дел, бидејќи морам да повикам реклами, во вториот дел да направиме да се осврнеме малку на оние шпекулации кои што излегува во јавноста, апропо Мицковски Заев, апропо, не знам, Груевски, Ахмети и актуелно раководство на СДСМ. Пауза за реклами и се враќаме назад. Сафет Бишеваc, Агим Јонус во студио 10, телевизиска дебата. А Јонус, сега почнуваме со вас. Остануваат уште колку? 5 до 7 минути за дебата. Многумина говорат, се служеше тоа индиректно шпекулации, истото прашање со Сафет, Мицковски со Заев, некаква коалиција, не знам, Ахмети со Груевски, со актуелно раководство на СДСМ. Верувате ли во такви?
Верувам коалиција. дека има нешто што би се нарекло шуш-буш комуникација. Причината е многу едноставна. На политичката сцена не постои глуп човек или човек кој што не разбира дека единствениот пат кој гарантира некаква иднина на Македонија е евроинтегративниот пат. И патот на кој што ние мораме да ги исполниме сите услови кои се бараат од нас. ВМРО е свесно дека нивното спротивставување и нивното одење контра водата на евроинтегративните процеси, препораки и наметнување и така натаму е поразително за нив. Значи ВМРО мислам дека би направило некаков сам харикири би си направил доколку би отишол спротивно на се она што ни се наметнува од надвор, од меѓународната заедница. И затоа сметам дека сега во моментов се бара некаков модел, а тој мора да мине низ такви комуникации, скришни, полутајни, тајни и така натаму, за да се најде модус како сето тоа да се исполни, а сите да останат вирго интакта. Значи, во моментов се бара вистинската и правата формула да се помине оваа пречка што се вика уставни измени, а сите да останат повторно во игра на некој начин непоразени. Кога велам непоразени, во смисла на ете останати доследни на своите ставови, на своите програми и на своите ветувања, а од друга страна да мине сето ова. Мислам лично дека допрва ќе се доинтензивира тоа, затоа што еве го ноември, мислам дека ноември е крајниот рок за да ги изгласаме уставните измени. И мислам дека допрва ќе бидеме сведоци на многу комбинаторики од кои што ќе биде точно, што неточно, но верувам, сериозно верувам дека испод маса, со личен јазик речено, се прават и тоа како сериозни разговори, преговори, пазарење и така натаму. А што е впрочем изгласувањето на казнениот законник, ако не пазарење и шуш-буш комбинаторика за сите останат вирго интакта на крај. Беше јасно. Си ги слушал и ти, веројатно, предпоставам. Добро. Неспорно е дека еден од аглите на гледање на цела оваа работа може да биде тој. Тоа не е спорно. Но мислам дека, за жал, мислам дека нема така да се одвиваат работиве. Играјќи на картата на Никола Груевски, СДСМ и ДУИ си дадоа сериозен автогол. И тоа во 97 минута, во продолжението. Не во 90, во продолжението на преварата. Сакајќи да го поделат ВМРО, ДПМН само ја зацврстија позицијата на Никола Груевски и во партијата, но и меѓу граѓаните. Впрочем, анкетите и тоа на сите. И леви, и десни, и центар, и горе и доле покажуваат дека СДСМ ги губи следните избори. Дали разликата ќе биде од таа природа што на ВМРО ДПМН како некој кој води на тие анкети, ќе му треба соработка или поддршка од партија, од условно кажано албанскиот блок, останува да видиме. Во секој случај таква влада јас посакувам. Значи оваа држава треба да ги рефлектира и презентира сите, не само македонците и албанците. Постои уставна категорија на равноправна застапеност и правична застапеност, каде што би требало да подразбира дека и турците, и ромите, и србите, бошњаците, власите треба да бидат и видливи и застапени. Дали смееме се обкладиме нешто? Не играм на тој начин. Единствената опклада која ќе ти ја прифатам, еве, која веќе играш така, е дека ВМРО ДПМН нема да гласа за уставните измени вака како што сега стојат работи. Под овие услови. Обклада една?
Па ти кажав. Една мала обклада, дека на крај албанците ќе одлучат кој ќе владее Војнина. Тука грешиш, грешиш, Него. а не затоа што имам против албанците нешто, туку мислам дека распоредот по овие следни избори ќе биде таков што ќе бара малку поширока влада која ќе вклучува и албанска политичка партија, но нема само да бидат албанците, туку ќе има и партии плюс. А за тоа знаеш кога ќе одлучиме ние воопшто? Никад, Јас знам дека ти можда... мислиш дека американците и Европа овде одлучуваат се и тоа е проблемот на оваа држава. Се додека во оваа држава постојат луѓе Да. кои се сведуваат на тоа дека мораме секогаш и секаде и под секој услов да играме како што од нас бараат странците, ние не можеме да идеме напред. Не подразбирам и не велам дека ние не треба да бидеме партнери со меѓународната заедница. Далеко од тоа. Наша цел стратешка од 90-та година во онаа партија во која ти сега нешто така не си баш Никад не сум бил ја у партија. Не сум бил ја, например, но сакам да ти кажам. Не гледаш европска иднина, јас таа прва во своите документи има евроатлантски интеграција. ВМРО ДПМН. Тоа е едната работа. Второ, никогаш нема да прифатам дека не постои алтернатива. На европските, односно, може би бидејќи Балканот и Европа, ја не знам зашто, не прифаќам дека ние не сме европејци. Ние сме Европа. Друго, дозволен сам. Таа европска интеграција ни е потребна за да почнеме да функционираме по правила кои даваат резултати. Но, бидејќи истата таа Европска Унија во многу случаи сама не игра по тие правила, ја доведува оваа држава неколку пати во позиција на ултиматум. Знаме, име, идентитет и така натаму, и така натаму, и така натаму. Мораме да бидеме честни дека ние ќе бидеме Европа кога Европа ќе ја изградиме кај нас. Немој, молим те. Ако не сакаш у Европа, тоа е друга работа. Немој, молим те. Па. Срамота е. Па ја што зборам цело време, бе, човече? Ама сега шо... Шо? Не те разбирам сега. Па, Грешно кажа? Видиш, и јас сум бил глуп, ама не сум бил само ја. Значи, Не, ова... чекај. Тука си малку набор од конкуренција. Био Турци, ал био и Срби. Не знам за кој Србе мислиш. Послушај малку сега. Ќе заврши емисија да расчистиме нешто. Имам демократско право. Ама кој ти го збори демократското право да мислиш поинаку, да кажеш, да размислиш? Ама што ја имам демократско право? Што, какво плюс демократско право ти имаш во однос на мене? Какво плюс? Па да значи Кој е? Не, тоа демократско право го немаш бидејќи ти се однесуваш така. Значи ти имаш демократско право да влегуваш у збор. Не, јас влегувам во збор. Па 6 пати влезе во збор. Значи послушај малку. Не, дозволи ти мене сега. Сака да играме, не може така. Имам демократско право да кажам свое мислење и по устав, и по закон, и по Куран, и по Библија, и Ама по 6 пати ти кажа дека имаш право. Але да те стават генерален секретар у ВМРО нема вака да збори, што е прво. Трето, Бог да брави. значи, молим те, точно генерален секретар да те стават нема да погрешат. Второ, Видите, тоа е добра препорака. апропо Преска што го кажа тоа, дека ние можеме да бидеме стратешки партнери, меѓутоа ние треба да покажеме само почит и така натаму, да бидеме независни. А не треба? Треба. Ја тоа го трубам 30 години. Меѓутоа, 30 години дозволи. Немаш друг излаз. Еве да се вратиме на мојата реченица. Албанците ќе одлучат кој ќе владее повторно во иднина. Зошто е тоа така? Затоа што албанците се продолжена рака на американците. Значи, механизмот на инсталација на власт во Македонија е многу елементарен модел. А тоа е, кој треба да биде сега на власт? Тој. Ајде, албанци, со нив поддржавајте. Албанците мислиш дуи? Па дуи, све останато што е. Све е дуи, ова што се расплитено на 50 други партии. Све тоа шие ми гаджура поради комбинаторики во гласање. Што ти е? Кога треба да биде појако, кога да послабо. Во Македонија постои само еден феномен, а тоа е
албанскиот Арвен феномен Джафери. кој сега немаше бабижа. Па се... Значи, ајде посебна емисија нека биде за тоа. Посебна нека биде. На господинот да му објаснам нешто, да Кратко, не само му е за да јасно. завршил. Немој. Кога си трубадур, што не знае да држи држава, кога си трубадур што не знаеш да си организираш секојдневие и држава и се она што функционалноста на една држава треба да биде обележие на една здрава држава, ќе ти одлучува тој преска што го спомнаш дека не се свиѓа од кале. Тој те инсталирал, тој ти е дал државата. Чао, енде, се друго е прича за малу децу. Па нели Тито ни е дал да... Пријатно Тито ја даде еднашка, са трета мајка правевме пред 30 години. Види да ти кажам, ти Ајде, бе. на вистина си бил у Страсбург и на вистина си бил у политичка школа, А те но си бил- оживено не си научил Те многу. се било Оној Говорлево. кој доаѓа до констатација дека овој народ не направил држава, туку дека некој друг му ја дал на тацна. Му ја поклонил бе, човек, ко Косово Ја- исто. Види да ти кажам. Која е разликата измеѓу Косово и Нема Македонија? никакво право. Други одлучиле Нема да никакво постои. право. Бе, зашто е Нема никакво го лажете право народот? Тоа е вистината. демократско на тој начин да ја усмерува државата да биде, како да ти кажам, протекторат. Све што збориш е труба драгачевска затоа што Ама вистината тебе е само силите нешто ама многу- тоа е многу- само многу една. фино, да ти- Вистината Аги, е само ја не можам една. да дефинирам. Зависи бе од Албанци, нив, американци, Зависи од срби, човече. турци. Кого лажете, Бразилци бе? било. Добро. Лажете народ бе. Ќе морам за... Не, тоа е тешка работа. Да. Добро. Извини, те молам ова да не се Се повтори. извинјавам. А, Не така. ти, не викам ти. Ја не сум научил да комуницирам со лажеш или не лажеш. Добро, не викам ти Сега, лажеш. види, со тие мангупски работи Политиката. на друго место, те молам. Аги Кажи. Јунус, Те молам. Аги Јунус, Јунус, Сафет добро. Бишеваc, гости во студио 10. Разликата помеѓу Македонија и Косово е тоа што Македонија е призната меѓународна држава, Косово се уште не е од сите. Да, види, факат, ја Македонија си ја сакам, не ме мести се. Ти гледа, Не, да, не ти те гледа, гледа. ти гледа, Ја ти гледа, Но ти гледа чисто колку онака ја да сакаш. ги праша која е разликата на Шо, ја функционалност. ти Се гледа колку ја сакаш по тоа. Која алтернатива нудиш? Океј. Носам алтернатива, бе. Да, Како не со носиш, бугарите носиш, ќе идеме, носиш, чао. Да. Сафет Бишеваc, Среќаш што има Јунус, многу да. попаметни и подобри луѓе во државата од нас. Гаси светло. Агим Јунус, Сафет Бишеваc, благодарам што бевте во студио 10.